Помладите луѓе секогаш сакаат да имаат динамичен автомобил кој има добар изглед и добра механика. Во последните 15 години како таква марка на пазарот се наметна Seat. А денеска ние ќе го имаме на тест моделот Leon во најбогатата изведба наречена FR. Под каубата имаме 2-литрен TDI мотор од 150 конски сили, а во внатрешноста погледнете што може да се најде. Seat Leon е припадник на групацијата Volkswagen, па тој и ја добива сета технологија која е вградена во самата групација. Предноста на купувачите на Leon е неговиот имидж, бидејќи Seat во рамките на оваа групација има спортски имидж, но и така ги концепира своите автомобили. Leon уште од кога се појави на пазарот, тој беше представен со моќни мотори и несебична опременост. Денеска го возиме токму она издание што ги плени срцата претежно на младата публика, но и купувачи. Тоа е изведбата FR. Таа не се однесува на моќноста на моторот, ниту пак на преносот на силата, туку се однесува на опременоста. Па така во неа имаме извонредна комбинација на спортски школкести седишта обложени со кожа, потоа емотивни цитати како што е црвен конец, богата инструмент табла, но и прецизна навигација заедно со аудио системот кој сега го носи името Seat Sound. Но да се вратиме на возењето. Амбиентот во внатрешноста е одличен. Мене лично ми пречи малку високото седење, бидејќи кога имате навидум, односно на ум, возило кое има спортски имидж, тогаш логично мислите дека требате да седите пониско. Кај Leon тоа не е случај. Исто така, подложбата на воланот, иако е во најгорна позиција, доаѓа ниско, барем за мене. Но останатите параметри се во согласност на ергономијата која се негува во групацијата Volkswagen. На располагање имаме 2-литарски TDI мотор со 150 конски сили впарен со 6-степена рачна трансмисија. Оваа комбинација заедно со нивото на опременост FR чини 20.000 евра, што е извонредно поволно и прикладно за македонскиот купувач. Бидејќи самиот мотор е економичен и пружа многу добра перформанса во која не можете да очекувате тркачки манири, но сепак знае да издржи посилно темпо или пак да одговори на малку подинамично возење. А динамичното возење обично се чувствува кога се вози на пат со свиоци, како што денеска ние го возиме Leonот. И можам да кажам дека е сосема прикладен и ги покажува одличното домашно воспитание. Тоа значи дека со малку поголема и брзина и подинамични команди во свиоците, тој останува неутрален на сите провокации кои може возачот да му ги даде свесно. Испод каубата го имаме 2-литрениот TDI од производ на групацијата Volkswagen, кој е, патем речено, и еден од најпосакуваните мотори на македонскиот пазар. Неговите 150 конски сили се оптимално распоредени во каубата на Seat Leon, бидејќи тој дава одлични перформанси за овој тип возило. Се разбира дека има и посилни варијанти, но оваа е онака, што би рекол народот, најизбалансирана за да одговори на економичноста, но и на перформансите кои се очекуваат од него. А кога сме кај перформансите, тој нуди
ниска потрошувачка и сосема солидни динамички својства. Котирањето на Seat Leon е потврдо во однос на Volkswagen Golf. Тоа е направено поради спортскиот имидж кој го потенцира Seat. Тоа овозможува една поинаква автономија во возењето, поинаква забава, би рекол, бидејќи овој мотор од 150 коњски сили е добро проектиран да издржи и подинамично возење. Но, доколку возите динамично на пат со свиоци, тогаш каросеријата на Leon останува неприкосновено, цврсто залепена за асфалтот и ја следи траекторијата. Доколку претерате, малку и подоцна се уклучува ESP системот кој одлично кореспондира со конструкцијата и идејата на Seat Leon. Удобството е ставено во втор план. Зошто? Бидејќи оваа каросерија е нешто покомпактна и посебно на задните седишта нема толку доволно простор за нозете и за главите на патниците. Но, ќе повторам, Seat Leon е конструиран за помладата публика, за публиката која има поинакви потреби од еден автомобил. А тоа е да биде подинамична, да биде лесно воочлива со дизајнот кој го има Leon, тоа е многу лесно и се разбира да биде економична. Ке повторам, со цената од 20.000 евра, Leon може да биде во фокусот на вниманието на многу целни групи, особено на младите, но неговата концепција, како што е опременоста и динамичноста и цената која е прифатлива за македонскиот пазар, може да направи едно ново лансирање на овој модел се додека не дојде неговата замена која е најавена за некои си година и пол. Seat Leon со својата опременост во нивото на опременост TFR нуди многу. Сончев покрив, нуди дволитрен TDI агрегат, нуди богато опремена внатрешност која е обшиена со кожа. Со својата опременост и имиджот кој го има, Leon несомнено поради добрата цена ќе биде во фокусот на вниманието на повеќе целни групи. Сосема коректната цена за многу опремен автомобил го заслужува вниманието на купувачите кои се ориентирани да купат возило во C-сегментот. Seat Leon никогаш нема да го достигне Volkswagen Golf, но сепак ќе биде поинтересен од Голфот за младите купувачи. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание. Се гледаме за 7 дена на истото место и на истата фреквенција и се разбира во истото време. До гледање.